Драги пријатели, добар ден и добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска повторно одговарам на прашање од наша пријателка Тања, кое што има така речено проблем со благото и знам дека не е единствена и знам дека многу луѓе по ова прашање се мачат, затоа ќе го погледнеме сега прашањето, па ќе се вратам да дадам одговор и ќе сум 100% убеден дека на многу од вас ќе ви направи логика и ќе ви помогне одговорот. Тања, фала ти за времето уште еднаш што одвои да ми пишеш и втора работа, фала ти за храброста да прашаш вакво нешто, затоа што многу од луѓето го имаат овој проблем и практично кризите за благо или за грицки или за висококалорична храна која што изобилува со масти и шекери е проблем опш во денешно време на глобално земено со човештвото. Причината за тоа е многу проста и едноставна, односно се работи за неправилни навики. Сега во детали, како, зошто тие неправилни навики даваат такви последици и зошто конкретно еве и ти мислиш дека се храниш здраво и правилно, ама сепак ти ги имаш тие последици, се работи или во погрешни информации и практикување на погрешни навики, или можеби ти недостасуваат некакви детали. Сега, потребата за благо, особено попладне, постојат неколку причини, али главната причина зашто повеќето од луѓето имаат проблем со тоа е тоа што немаат доволно квалитетна храна и гориво во првиот дел од денот. Најчесто се случува да луѓето скокаат појадок, да прескокнуваат можеби неколку други оброци и ужинки кои што би требало да ги имаат пред да дојдат дома за да ручат и да го имаат главниот оброк, и поради тој недостаток на нутритивна вредност, попладне, телото веќе е истоштено и бара брза енергија, а мозокот таа брза енергија ја препознава во брзи шекери. А брзите шекери ги имате во благо, во грицки, во сок, во енергетски пијалоци, во пецива и во кафиња. И најчесто тие 6 стимуланси повеќето од луѓето ги бираме попладне, па и во текот на денот доколку имаме позафатени денови и имаме поголеми трошоци на енергија, и тоа не е само кај тебе, туку ја гарантирам дека 90% од луѓето ги имаме тие падови на шекери и потреби за сладко. Сега, ако сметаш дека се е регулирала исхраната, а сепак еве после 2 месеци ти се јавуваат тие работи, постојат 3 причини зошто можно да ти се јавуваат кризите за благо. Прва работа е недоволното пиење на вода, затоа што центрите за глад и за жед се на исто место и може да се јави потреба за храна, иако реално ти си јадела. Така си јадела ручек и потоа ти се јаде повторно благо. Втората работа поради која што може да се јави потребата за благо е недоволниот протеински внес. Протеинот е нешто што е клучно за раст и регенерација на нашите клетки, ткива, органи, и протеинот е практично природен регулатор на шекер во крв и дава одредено чувство на ситост кога јадеме. И доколку немаш доволно протеински внес, тоа значи дека веројатноста дека ќе ти се јават кризи за благо е голема. И третата работа поради која што се јавуваат тие кризи за благо, односно третата причина, е едноставно нередовноста на исхраната. Најчестиот проблем кој што спомнав и пред малку е недостатокот на појадок и редовност на оброци, што предизвикува да во вториот дел од денот имаме изразити кризи за благо. Затоа доколку ти можеби сметаш дека имаш здрава исхрана, тоа не значи дека и ти е правилна. Бидејќи здравата храна може да подразбира да цело време јадеш овошје или цело време да јадеш салати, но повторно тоа не го задоволува нашето тело и не ги задоволува основните потреби за енергија за да функционира нашето тело. Затоа, она што константно јас го зборувам, доколку ти имаш квалитетен појадок во првиот пола сат до саат од будење, доколку на секој 3-4 часа имаш оброци и пиеш доволно вода, кризите за благо се не можно да се појават. Мислам, ова ти го кажувам не од теоретски аспект, туку од аспект дека јас сум го минал твојот пат и јас знам што значи да немаш енергија и да имаш константно потреби за брза храна. Кај мене тоа не било изразено во потреби за благо, но било изразено во потреби за грицки, во многу кафиња и така натаму, и солени работи од тип на пецива и слично, но пак кај секој е тоа различно, кај тебе е конкретно за благо, затоа
Правилна исхрана подразбира редовност на оброци кои ќе обезбедат доволно нутритивна вредност, без при тоа да играме игри, да исклучуваме, да внимаваме, да се плашиме од одредени типови на храна, кои јагле, хидрати и така натаму. Значи, предпоставувам, може би живееш во некаков страв кој што ти крати нешто од исхраната, што ти придонесува за подоцна потреба за благо. Така да, не знам колку ти одговорив, али се надевам дека ти дадов добри насоки. Ако можам на било кој начин дополнително да ти детализирам на индивидуално ниво, слободно обрати ми се повторно во приватна порака кога што тоа го направивме и првиот пат. И фала ти уште еднаш за времето и за прашањето. Верувам дека на секој од вас, дечки, кои што го следевте ова, ви помогнав и повторно ако имате било какви прашања или хаштагот или приватна порака, и супер, мислам, тоа ми е кислород и огромна мотивација ми се прашањата за да увидам што може би фали, да дадам максимум да може би некој од вас го инспирирам да почне во нова насока и да си помогне во животните навики. Тука за денеска завршуваме. Фала ви уште еднаш за внимание. Ви посакувам убав ден, здрави животни навики и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!